Глобалниот реномиран магазин Site Selection во анализата за најконкурентни дестинации лани за привлекување гринфилд инвестиции врз основа на бројот на компаниите кои ги започнале своите проекти, Македонија ја рангира во Источна Европа на високото 7 место според бројот на гринфилд проекти, а според бројот на проекти по глава на жител, таа го зазема високото 3 место. Извозот во првите 4 месеци од годинава е зголемен за 30,4% според БНОС со 2015 година, а се очекува тој тренд да продолжи. Во моментот во зоната во Скопје се градат 3 производствени капацитети, како компанијата Хайтек, ГЕС, германско-египетската компанија, како и втората фаза на Ван Хул. Се очекува и започнување на изградбата на Джонсон во Струмица, додека Кондево го завршува својот производствен погон во зоната во Штип. Болеста јазлеста кожа заклучно до денеска е потврдена во 8 општини. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски соопшти дека покрај отстранувањето на заболените грла, превентивно се формирани и заштитни зони со радиус од 3 км околу жариштата каде болеста е потврдена, зони под надзор со радиус од 10 км и зони под ограничување со радиус од 50 км околу жариштата. Болеста јазлеста кожа е локализирана во Источна Македонија, но не е исклучено на тамошно ширење. Мигрантите кои живеат во импровизираниот камп во близина на селото Идомени во Северна Грција ги продолжуваат своите напори да ја преминат границата со Македонија. Група од околу 100 бегалци вчера се приближила до борликавата жица на границата, но била вратена од страна на полицијата. Во Грција се цитираат македонските медиуми според кои во изминатите 2 дена македонската граница се обиделе да ја преминат околу 800 мигранти. Германска невладина организација пак разработува планови за создавање нов прифатен центар за бегалци во близина на Терми, источно од Солун, дознава весникот Катимерини. Според овој грчки весник, представници на голема германска невладина организација неодамна го посетиле Солун, каде разговарале со локалните власти за создавање на центар со капацитет од 1500 бегалци. Тие на локалните власти им понудиле 5 милиони евра за користење на простор кој би се претворил во прифатен центар.